Ако не се јаболката, преспа е мртва. Кој е поголем бренд? Јаболкото или езерото? Сега, во моментов, овие години можем да кажем едно 20 години наваму е јаболкото. Сето тоа што ќе заврши во езерото останува многу долги години и може дури после 50 и 100 години да биде детектирано. Да се рециклира отпад, со тоа да се добие ем квалитетен производ, ем да се намали загадувањето на водите, почвата и воздухот во Преспа. Очекувам некаде можда средината на 26-та година да сме веќе во една можда и финална фаза на веќе нешто видливо и опипливо на терен. Звукот на тракторот го означи почетокот на работниот ден во овоштарникот на Головодовски. Насадите со јаболка се лоцирани во Златари, во непосредна близина на Ресен, а главен на тимот е собственикот Владко. Земјоделие се бавам некаде околу 25-та година, негде околу 2000-та година. Почнав сам, татко ми, мајка ми, фамилијата ми оставија малку земја. Јас почнав све сам, па сега сум стигнал до некаде околу 5-6 хектари да ги работам сам фамилиарно со помош. И мислам дека не сум сгрешил, мило ми е, добро ми е и се надевам дека ќе уште подобро, што да ти кажам. Колку јаболка произведуваш годишно? Па види, тоа би требало, ако е сека што треба, знаете, временски неприлики, оваа година, фала му на Господ, имавме малку мраз, имавме малку проблеми околу измрзнување, меѓутоа поможи малку и Господ. Мислам дека оваа година ќе стигнеме околу 100 до 150 тона, ако е сека што треба, над 200 тона јаболка треба да произведува. Додека рацете на вредните берачи ги одбираа зрелите јаболка помеѓу полните гранки со плодови, дел од работниците ги подготвуваа кутиите за пакување. Во складот пак се врши селекција на јаболката, која ќе оди за директна продажба, а која ќе заврши во индустриските капацитети. Бербата на јаболка во Преспа стартува на 27 септември, а трае до крајот на октомври, во зависност од сортата. Во овоштарниците во Преспа во овој период може да ги сретнете берачите од цела Македонија, од земјите од соседството, а најмногу ги има од Мала Преспа. Вака изгледа животот на 80% од жителите од Преспа во октомври. Податоците од пописот во 2021 година покажуваат дека во општината има 4272 домаќинства, а пак според официјалните податоци на регионалната канцеларија на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, во Ресен има 3500 земјоделци. 60% од нив екзистираат од овој бизнис. Ако сакате успешен бизнис, мора да инвестирате во начинот на производство, вели Владко Головодовски. Најголем дел од неговите насади се заштитени со мрежа која нема да дозволи мразот при врнежиот граб да ги уништи плодовите. За да ја намали цената на производство, поставил и фотоволтаици преку кои пумпите за наводнување добиваат струја. Околу 150.000 тона се произведуваат во Преспа јаболка. Математика да направиме, значи колку пари би влегли ако е се тоа прва класа. Добро, не мора да биде се прва класа, нешто индустрија, значи Преспа е, ако не се јаболката, Преспа е мртва. Така мислам јас. Гледате кога ќе имаме пласман, кога ќе одат јаболката, кога ќе се продаваат по добри цени, народот живнува, ќе се земат економијата, ќе се раздвижи од работници, ќе земат пари, кафаните ќе земат пари и така натака. Што ја ти кажам, значи по мене мислам дека е една од главни, не една туку Преспа е јаболкото, бренд, јаболко. Без јаболко мислам дека кај да одите на лекар, како ќе ви каже лекарот, ракија е на јаболко. Но на овоштарниците во Преспа, освен јаболка, се произведува и органски отпад. Според локалниот акциски план на општината Ресен 2017-2022, како земјоделски отпад годишно завршуваат од 8.000 до 15.000 тони јаболка, но и речиси 4.000 тони растителен отпад од искастрени и искршени гранки. Она што нема цена за земјоделците, најчесто завршува покрај реките и патиштата, наместо да се искористи како биомаса. Ние како задруга што имаме, соработуваме со една земјоделска аптека, колку што можеме се трудиме, се договараме на едно место да ги собереме, па после комуналното предпријатие како ги собира, тоа е нивна работа.
Можностите до пред само 8 години биле поинакви. Во 2013 година општина Ресен добила поддршка и започнала изградба на компостара, во која земјоделците го предавале органскиот отпад, а за возврат добивале готов компост. Постројката имала капацитет за производство на 1000 тони созреан компост годишно. На овој начин, наместо да скапува покрај реките и патиштата и да биде грда слика за туризмот во Преспа, органскиот отпад добивал нова вредност, а со тоа и цена на пазарот. Но функционалната компостара во 2017 година добила ново раководство и клучна врата. Компостарата која во 2017 година произведувала готов компост, од тогаш до денес е оставена на забот на времето. Нема никаков пристап до неа. Машините скапуваат, а исто така и веќе готовиот компост. Љупчо Крстевски бил првиот раководител на компостарата. Тој вели дека плановите биле целосно реализирани, а производството успешно. Се направи со цел да се еден дел од отпадот, а тоа е некаде 40%, со се хартијата 50%, органски отпад, наместо да скапува, да загадува, да се направи квалитетен производ, да се рециклира отпад, со тоа да се добие ем квалитетен производ, ем да се намали загадувањето на водите, почвата и воздухот во Преспа. Ние бевме задоволни, бидејќи тоа беше еден тим. Бевме на студиски посети во странство, обучивне кадар, резултатот беше солиден. Прво зедовне материјал од нашата пречистителна станица и тој материјал беше погоден, тој за хортикултура. Меѓутоа, останатиот материјал беше високо квалитетен компост, испитан во лаборатории во Македонија и во Англија. Капацитетот беше 1800 метри кубни. Компостот оди во метри кубни, по 0,7 лесно во тони се праќа. Успеавме да произведеме толку. Тоа што 8 години подоцна се случува со компостарата предизвикува револт кај Крстевски. Сега е пензионер и жали што бизнисот кој го развил пропаѓа, а отпадот скапува на диви депонии. Но има надеж дека работите ќе се променат. Јавното комунално предпријатие Пролетер прави напори да ја рестартира компостарата со поддршка од меѓународните партнери од програмата ЕУ за Преспа. Очекувам некаде можда средината на 26-та година да сме веќе во една можда и финална фаза на веќе нешто видливо и опипливо на терен. Така да очекуваме дека довербата која што тешко се стекнала во тие 2016-17 година, нормално секој нов производ е тешко да го пробиеш и да му дадеш доверба кај граѓаните. Се надевам дека повторно ќе ја добиеме таа доверба кај граѓаните, ќе добиеме квалитетен производ кој што ќе може земјоделците да го користат понатаму во третирање на своите овошки или земјоделски посеви, да речем. Што ќе значи тоа? Вие ќе го зимате органскиот отпад од земјоделците, ќе го преработувате во таа компостара и како ѓубриво ќе им го враќате да го користат во овоштарници. Значи ние ќе го произведеме да речем производот, ќе имаме и течен, можда и течен и цврст компост, согласно потребите на граѓаните на општина Преспа. И немаме намера да застанеме тука на локално ниво, сакаме да направиме малку и на регионално ниво, да ги вклучиме тука и соседните општини, Битола, Охрид, Струга и така натаму околу нас, кај што ќе можат повторно и тие да учествуваат во тој дел на производството на компост. На неколку километри од Златари, покрај Езерскиот брег се наоѓа селото Покрвеник. Во еден од нејзините 5 овоштарници беше и Фросина Ѓоргиевска. Таа веќе 3,5 децении одгледува јаболка. Сведок е за промените и важноста на јаболкото за Преспа. Кој е поголем бренд? Јаболкото или езерото? Сега, во моментов, овие години можем да кажем едно 20 години наваму е јаболкото. Предходно беше езерото, кога имавме развиен масовен туризам
и кога ние преспани обично кажуваме дека езерото беше до самиот пат, сега е веќе повлечено, така да за масовен туризам воопшто не можеме да кажеме дека постоят. Не знам ни за колку време дали ќе постоят воопшто. А јаболкото и понатаму екзистират и се садат нови насади, модерни насади со потпорни конструкции, со заштитни мрежи. За да се намали употребата на пестициди во овоштарството, пред 20 години регионот добил агрохемиска лабораторија за педолошка анализа на почвата и систем за автоматски агрометролошки станици. На 8 места се поставени автоматски агрометеоролошки станици и преку пораки, порано беше преку пишани текстови, ги известуваме земјоделците во кој момент треба да вршат заштита од болеста која што предизвикуваат многу штета на јаболката, а тоа е фузикладиумот. За појавата на црвот користиме феромонски мамци, што не беше случај порано. За ѓубрањето користат агрохемиска анализа, каде му се даваат препораки со кој вид на ѓубриво и во која количина да ѓубрат. И секој пат кажуваме дека ние ги користиме препаратите кои што ги наоѓаме во нашите земјоделски аптеки. Тоа што дозволила државата да се користи. Тоа што е дозволено од државата. Сепак голем дел од земјоделците не им веруваат многу на технологијата, па се уште прскаат тогаш кога тие мислат дека е најсоодветно, наместо по препораките добиени од агрометролошките станици. Земјоделците имаат различно мислење и за влијанието на отпадот врз состојбата со Преспанско езеро. Колку според вас има влијание употребата на пестициди врз водата во езеро? Најверојатно има. Колку, како, јас не знам, не можам да кажам, меѓутоа ние без пестицидите не можеме да го постигнеме ова што го постигнуваме. Ние и со пестициди имаме проблеми, а не камоли без пестициди, без третирање. Значи, употребата на пестицидите ние го вршиме фолиарно. Тоа значи дека сега третираме тука и тоа остануваат тука и во почвата. Количините на врнежи во текот на летниот период не се големи за да може таа количина на пестициди да се измиет и да одат во езерото. Значи нема шанса дека земјоделците се причинители за загадувањето на езерото. Не сметам, тоа е мое мислење. Затоа што исто така и со ѓубривото. Ние го аплицираме, претежно користиме кристални ѓубрива кои што се аплицираат преку системите за наводнување и одат директно во почвата. Не се промиваат со дождот и да одат во езерото. Така да тезата дека земјоделците се криви за состојбата со водата во езерото, според нас земјоделците не е така. За науката нема дилема. Опасните пестициди кои се користат во земјоделството преку подземните води и реките завршуваат во Преспанско езеро, а тука остануваат со децении. Мерењата на Хидробиолошкиот завод од Охрид покажале дека и по 50 години дел од забранетите ѓубрива се уште ги има во месото на рибите. Штетни материи кои што сега се забранети во форма на фунгициди, пестициди, инсектициди, хербициди, кои што се користеле во далечното минато, за жал се пред некаде 20 на години констатирани во Преспанското езеро. Тоа се метаболити на тие пестициди, меѓутоа биле констатирани и во водата, и во седиментот на езерото, и меѓутоа и во ткивата на рибите, конкретно на барбусот. Што значи дека сето тоа што ќе заврши во езерото останува многу долги години и може дури после 50 и 100 години да биде детектирано. Орхидеја Тасевска, која е директорка на Хидробиолошкиот завод во Охрид, вели дека тие како институција вршат редовни мерења на квалитетот на водата, односно 4 пати годишно, за да ги видат промените во пролет, лето, есен и зима, и еднаш месечно во туристичка сезона за да го проценат влијанието. Официјалните статистички податоци покажуваат дека 65 тони пестициди на годишно ниво се користат само во овој регион. Да разграничиме што се случува со органскиот отпад. Завршува во водата дефинитивно, констатираме дека е присутен во водата, што значи дека не само што ја оптеретува водната средина,
доведува до затоа што нели се збогатува водната средина со нутриенти. Еве можеме да посочиме дека азотот и фосфорот ја зголемуваат својата концентрација, доведува до зголемување на самата продукција во езерото. Тоа значи дека се зголемува продукцијата на фитопланктонот, почетниот, односно првата алка во сенџирот на исхрана. Следствено на тоа доаѓа до промени во зоопланктонот кој што се храни со фитопланктонот и секако понатака сенџирот на исхрана претрпува промени. Доаѓаат наред рибите, па понатака во трофичката пирамида на исхрана птиците и на крај нормално човекот кој што ја конзумира рибата. Што според вас е решение за овој проблем? Мора да се вложува во таргетиран мониторинг. Еве, проекти кои што би опфаќале истражувања на состојбата со пестицидите без разлика од каков тип на агрохемикалии станува збор. Исто така, зајакнување на капацитетите на локалната самоуправа, зајакнување на капацитетите на сите оние институции кои што се занимаваат со проучување на состојбите. Меѓутоа, морам да истакнам дека не само нашата страна. Преспанското езеро го делат 3 држави и решенијата и преземените мерки мора да бидат еднакво споделени меѓу сите 3 држави. Доколку ние немаме заеднички мониторинг, споделување на резултати, доколку не бараме заеднички солуции за сето она што се случува, ние никогаш нема да ги решиме проблемите, затоа што не се решаваат еднострано. И дефинитивно подигање на јавна свест, поголема едукација на земјоделците, паметно земјоделство, органско производство, одржлив развој на регионот. Државата прави напори да го поттикне органското производство, кое не дозволува употреба на пестициди во овоштарниците. Субвенциите за органско одгледување се двојно поголеми од традиционалниот начин. Јавното комунално предпријатие планира зголемување на собирните пунктови за агрохемиски отпад, а веќе почнале со санација на постоечките, бидејќи низ годините голем дел од нив прераснале во диви депонии. И годинава на 27 септември официјално беше означен стартот на бербата на јаболка во Преспа. Присуството на локалната и централната власт на исто место и пораките кои ги испратија влеваат надеж дека решенијата може да се имплементираат.